24 мила бачи е оригиналниот наслов кој што би го слушнале во најавниот форшпан кој е даден за она за што ќе зборуваме ние во текот на ова трето гостување, кое ви го најавив на почетокот и за кое морам да ви кажам дека сум многу среќен секој пат кога се договараме во изминатите 9 и нешто години кога што сум во телевизијата, многу пати сме правеле гостувања и прво што е исклучителен успех да ви биде дел од студиото, а второ што е огромна гордост за сите нас од земјава да може да се пофалиме со еден таков човек во светски рамки, а при тоа и да си го слушаме редовно кај нас дома. Благој Нацовски, тенор, немам што повеќе тука да ви објаснувам кој е, што е и како е. Во овој случај поводот ни е концертот кој се одржува утре во Филхармонијата, а кој е насловен како 24.000 бакнежи. Благој, добре дојде. Добро ве најдов.
нема тој што да кажам, меѓутоа јас ќе кажам. Наискрено овој пат не се ни договоривме со Огнен, туку синој ќе ми пиша порака. Јас сутре те планирам во емисија, знам дека не ти кажам, ама да знаеш во 11 дојди си. Немавме никаков договор, ете така. Не, јас си го направив планот, заборавив да те известам. Така. Така што... Беше токму така. Да, јас си направив план, знаев дека доаѓа, си направив план и заборавив да го известам, синоќ ја ми текна. Синој ти, тоа во доцните часови. Да, А инаку, Огнен ги избра композициите што одеа во етер, а не знам дали случајно или намерно, меѓутоа ја избра она од Александар Џамбазов, кој што славеше и роден ден пред некој ден. Сосема намерно. Ете, значи, ја користиме оваа прилика и да му честитаме на Чичко Ацо. Да, сосема намерно беше избрано, на телевизија ништо не е случајно. И тоа е една композиција која што би рекол е ретка, не ја знаат многу луѓе. Тој ја напишал 1976 година на стихови на Кочо Рацин. И ете, кога ми се створи прилика пред 2 месеци, веднаш ја ставив во програмата, бидејќи сметам дека е прекрасна, како што се прекрасни стиховите на Рацин, ама и Џамбазов направил одлична музика на истата. Да, на крајот на одјавото на интервјуто со цветови од Славко Јаневски. Таму па одиме со цветови од Славко Јаневски и музика на Благој Цанев. Да. Како си? Добар, малку сум поспан, ете, пошто ова беше неочекувано. Добро, утринска програма. Не е толку утринска. Веќе не е ни утринска. Не е толку утринска, не сум човек што спие до доцни часови обично наутро, а особено поради фактот што до вчера имавме и проби од 10 до 10:30 со филхармонија, така што морав да станувам рано. А како ви одат пробите? Одлично, денеска е генералната проба. Одат, би реков, добро. Сепак е ова еден репертоар необичен за мене да го изведувам во официјални ситуации, бидејќи оние песни што ќе се пеат утре се песни што јас сум си ги пел пред се за душа или пред телефон на Facebook и на Instagram и така натаму, меѓутоа никогаш на концерт, никогаш пред публика и не ни замислував дека ќе ги пеам пред публика, меѓутоа кога ми го понудија концертов пред известно време, првиот момент ми беше што да правам. Малку ми требаше време да решам дали да го прифатам или не, ама на крајот прифатив и си реков, ете, нека ми биде тоа еден предизвик кон мене, кон себе си и истовремено нека биде и меѓутоа истовремено да биде нешто инцидентно. Во секој случај, мојот репертоар е сосема поинаков, меѓутоа ете, од време на време може да се направи и нешто ваква, нешто што искршнува од мојот, да речам, пат. Па тоа затоа и те прашувам, представува ли проблем, да речеме, излегувањето од она што ти е тебе секојдневна професија и влегувањето во ваков концерт и ваков предизвик? Па, не би рекол дека представува проблем, Огнен. Единствено, јас пеам 6 песни утре. И тоа, сите 6 се жанровски различни една од другата. И јас се трудам... Љубовта е различна, многу жанровски, значи, така што... 6 нијанси на љубов. И е многу интересно што, ете така, од песна на песна треба да се трансформирам во друг жанр. Јас кога правам концерт со класична музика, значи, типичен мој репертоар, или ако пеам една оперска представа, сепак жанрот не се менува. Истата вечер е едно те исто, би рекол, од жанровска гледна точка. А тука тоа вчера го размислував, се е различно. Се надевам дека успешно преминуваме од еден жанр во друг. Некои од жанровите ми се помили, некои ми се помалку мили. Не дека ми се помалку мили да ги слушам, меѓутоа ми се чудни да ги пеам. Таа што ја спомена пред малку 24.000 бакнежи. 24.000 бачи. Никош во животот таа не сум ја ни пеел. Јас морав да бидам искрен, да бидам бев изненаден малку со песната. Види вака, зошто оди таа песна? Таа беше Држ не дај со Македонската филхармонија, меѓутоа на крајот прифатив заради фактот што концертот се нарекува 24.000 бакнежи, односно на италијански 24.000 бачи. И
мораше да оди и таа песна, бидејќи таа песна е наслов на самиот концерт. И јас морав да сватам првично зашто е насловен како 24.000 Па бакнежи. 24.000 бакнежи заради до песната. Валентин, Освети Валентин, односно денот на влюбените. И инаку целиот концерт е посветен на љубовни композиции, значи за денот на влюбените. И ете така, затоа стои и таа песна и утре вечер ќе се обидам да ја изведам најдобро што може. Кажи ми, кои други песни се во твојот репертоар? Во мојот репертоар почнувам со една шпанска композиција, исто од 50-тите години, мислам, Малагења Салероса, тоа е повеќе би рекол мексикански стил, значи нешто што не сум никогаш изведувал. Потоа композицијата што следува е мој личен избор, тоа е Пердере l'amore од Массимо Раниери, со кој што победува на Санремо во 1988 година. Не толку ли време помине? Не те прашам дали си бил роден или не, ама не е битно. Не, бил роден нормално, не знаев дека толку време има поминато од песната. 88 победила на Санремо, потоа 24.000 баси од Челентано, односно 24.000 бакнежи, за неа нема многу што да зборувам повеќе. Потоа следува една композиција што ми е навистина многу драга и е песната од филмот Mambo Kings, Beautiful Maria of My Soul. Неизбежна песна за ваков концерт. Неизбежна, и јас ќе ја пеам премиерно, не сум си ниту певуцкал, не сум ниту певуцкал до сега. Да, има песни кои така, човек си ги подпевнува. Секогаш сум ја сакал да ја слушам, меѓутоа не сум ја пеел никогаш. Не дека си размислувал дека ти би ја пеел некогаш. И там е една од подрагите. Потоа следува еден дует од чадорите од Шербург, и тоа е од филмот 1964 година. Тогаш што сум бил роден. Па ни јас не сум. И на крајот е Penso a te од Лучо Батисти. Значи тие се 6 песни што јас ќе ги пеам, ти има и нешто друго, ама ајде да не го добро, нека остане нешто за утре вечер. Да не го кажуваме пред публиката, за тие што ќе бидат присутни таму ќе го видат тоа во живо, а тие што нема да бидат присутни, бидејќи јас многу жалам што постојано ми пишуваат пораки луѓе што не нашле повеќе билети, меѓутоа билетите се распродадоа во еден ден. И немаме можност да го повториме уште една вечер концертот, за жал, а јас со задоволство ќе го направив тоа. Меѓутоа, да знаат сите, ќе оди лайв стриминг и на каналот на Македонска филхармонија, значи секој што нема да биде присутен утре на YouTube каналот или на фан страницата или на двете? Претпоставам на двете. Ќе може да го проследи во живо на интернет. Супер, одлично. Значи фан страницата на Националната филхармонија и веројатно нивниот YouTube канал, но Facebook мислам дека е јасно дека е гласилото преку кое што ќе може да проследат луѓето. И така. А заедно сте со Светлана Јовановска. Така. Нам овде што одиме по журки и по свирки, многу добро позната како Цеце, една од нашите најдобри вокалистки кои што ги имаме во однос на женските вокали, затоа што нејзините свирки тоа било нешто неописиво во однос на енергија. Јас признавам дека досега не сум присуствувал на нејзина свирка, добро, и заради фактот што не живеам тука. Меѓутоа, нејзиното искуство се гледа и на сцената, бидејќи навистина изворено ги исполнува композициите кога ќе застане пред филхармонијата, значи пред еден огромен оркестар, и е девојка односно пејач со одлично искуство. Дали енергиите ви се погодија? Тоа ме интересираше. Секако дека се погодија, прекрасен човек е, имаме, значи дуетот, чадорите од Шербург, и ни се погодија и ми е навистина интересно да настапаме со пејач од друг жанр, односно од друга музика, тотално, а Светлана е вистинскиот избор за еден ваков настап. Да напоменеме дека концертот го диригира и Дијана и Мерилковска, значи се сум со жени обкружен
Судбина. Уметничкиот директор на Филхармонија е женско, Светлана нормално, партнерка на сцената и концертот е диригиран од Дијана, па дури и концерт мајсторката на Филхармонија Ана Контраденко уште една. Да. Па добро, види, тоа е убаво, значи енергијата ќе биде сосема соодветна. Благој, кажи ми, бидејќи во изминатава година, за жал, не те гледавме толку често по телевизии за тоа што го работиш, туку те гледавме повеќе како известуваш од Италија. И ние, медиумите, те користевме. Ти ме искористи прв. Па мораше, одма ви текнува, чеке, кој имам од Италија? Благој. Да. Нема да го заборавам таа 2 часа огнен. Да, тоа беше макотрпна емисија, мора да признам. Онлайн да разговарам, ама добро беше. Тогаш беше битно да се свеста на луѓето да се инспирира со сето оно што се случуваше во тие моменти. Дали се уште треба да се одржува таа свест? Еве конкретно сега те прашувам за Италија, бидејќи беше најпогодена, го помина си од оној чин на почетокот на најпогодена земја, па потоа спласна некако, па сега еве повторно се крева жижата. Дали таа свест полека опаѓа како и тука кај нас, например? Види сега, ако ги споредиме бројките, во моментов Македонија е во подобра ситуација, би рекол од повеќето европски земји, дали од сите не знам, меѓутоа од земјите, од поголемите сигурно подобро од Германија, од Англија, тоа го знаеме сите. Па би рекол и од Италија, и рестрикциите, значи и мерките се построги се уште во Италија отколку што се тие во Македонија. Јас не ги ни следам толку детално повеќе сите тие нешта, меѓутоа ми се допаѓа тоа што е тука, што тука е така и се надевам дека сепак оние основни неколку мерки, основни однесувања, луѓето се уште ќе ги задржат за да остане овој тренд на опаѓање. Во Италија, ако ги споредам, начинот на однесување на населението секаде е исто, ама не само во Италија. Прошетав малку и во други земји во овие месеци, гледам дека сепак човекот има потреба од нормала, од излегување и така натаму. Да, сите имаме. Имаме сите. Да. И например мене фактот што ти си на телевизија со маска не ми се допаѓа. Маската треба да се носи во секој случај, меѓутоа ти си Огнен Јаневски и вие сте силен медиум и пораката е двојна. Од една страна им се кажува на луѓето треба да носите маски, меѓутоа од другата има и некои си според мене негативни. Има, се согласувам. Меѓутоа што да се прави? Ако мораш, да дојдеше пред месец и пол ке седеше и ти со маска. Ама тоа правило го ослободивме за гостите барем. Добро, јас сум и имун во моментов, така што не нема проблем во врска со тоа. И еден битен факт во Италија кој што е поразличен од Македонија е тоа што концертните сали, театрите, кината, се уште затворено. Да, човек кога ќе отвори на твоите Facebook профили, горе ќе прочита на каверите, отворете ги театрите. Да. Значи тоа е веќе нешто што претпоставувам дека и уметниците во Италија се креваат. Ние сме бесни во Италија, бесни. Не само што се креваме. Воопшто ништо не работи. Ништо. И покрај тоа што излегува неколку студија, едно германско релевантно, кое што докажа дека во концертните сали, во театрите, ако публиката е наместена шаховски, да речем, значи цигцак, и ако носи маска, и ако влегувањето е во театарот или концертната сала е регулирано, на сите им се мери температура, ризикот е на нула. Меѓутоа, како тие што одлучуваат тоа да не сакаат да го слушнат многу, и тоа мене и на сите мои колеги не ни се допаѓа многу. Да, малку е чудно за толкава земја која што навистина има широка традиција на култура и посета на културни уметнички настани, малку дури и ме чуди дека е игнорантен односот. Огнен, знаеш ли што е проблемот во целиот свет во моментов? Ни се случи пандемија во момент кога имаме катастрофална политичка елита на секаде. Значи никој не знае како да ја менаџира ситуацијата. Ако во Втората светска војна... Нам ни е се едно.
Нам ништо не ни се сменило. Научени сме си ние во Македонија. Па добро, не е само Македонија, мислам политичарите се па не е цела Европа. Сега свативме цела Европа. настрана шегата, Да. свативме дека светот на вистина има изгубено чувство за вакви работи, за организација. Дека политичките елити на вистина не знаат Па да од се Втората справат. светска војна излекле силни политичари. Да. А сега се толку слаби насекаде. Да. Не знаат како да се справат со нештата. Се најдоа за текнати. Кога можеби најсилната државничка, најсилниот државник на светот, која што е Ангела Меркел завчера изјави, признавам и се извинувам дека направив многу грешки во текот на оваа пандемија. Кога зборуваме за неа, која што за мене е синоним за И тоа е Германија што многу добро се држеше долг период. Па Германија е една од единствените земји која што го имала ажурирано планот за пандемија пред неколку години. Да. Во Европа. И покрај советот од Европската од комисија и од ОМС кој што им се дава, не знам на колку време на сите земји, морате да си го ажурирате планот за пандемија ваму таму. Во Италија на пример не била ажурирано 2007 и така натаму. Во Македонија не знам дали постои план за пандемија и така натаму. Може би останало од Југославија нешто. Германија беше единствена што го имала тоа ажурирано но и покрај тоа не се справи добро со. Значи никој не се справи добро. Никој во ниедна земја. Има ли изгледи да ви се отворат театрите? Има, Притисок? се надевам. Бидејќи кај нас, на пример, кога правите притисок, кај нас нештата се придвижуваат. Во последните 2 седмици би рекол, и нашата асоциација на оперски пејачи во Италија и на уметници бомбардираме и по медиумите, буквално бомбардираме со апели за тоа да се отвори. Новиот мандатар, кој што се надевам дека ќе биде изгласан во понеделник во Италија, Марио Драги, при разговорите со сите политички субјекти зборуваше и со Асоциацијата на културните работници, што тоа е прв пат, не е случај во оваа година. Претходната влада воопшто никогаш не разговараше со нив. Значи тоа е еден добар сигнал. Да, е. И се надевам дека ако владата биде изгласана во понеделник, ќе има некаков напредок од таа гледна точка. Ти ќе се враќаш на нова влада во Италија? Па да, веќе чекам да се случи новата влада, бидејќи имам некоја си голема доверба во Марио Драги, бидејќи сепак личност со таква историја, со таква биографија, што би било чудно лошо да работи. А плюс тоа не е политичар, за среќа. Тоа е меч со две острици, така што да се надеваме дека ете очекувања да ќе се исполнат. Па да, не припаѓа на една партија, никогаш не се бавил со политика, меѓутоа неговите функции до сега биле на светско ниво, на највисок можен начин. Дали ова затвореност, еве на пример ти си ја имал таа среќа, па имаш и друга земја каде што пак работите се поотворени, па можеш да доаѓаш концерти да одржуваш, но во разговор со твоите колеги кои ја немаат таа среќа, дали оваа затвореност ви влијае на кариерата професионално? Сега зборувам не од аспект на финанси, на слично, туку баш на глас, баш на умот пред се. Не, на умот, на тоа на сите ни влијае, тоа ментално, да. Па тоа се случува и кај нас. Имам колеги за жал кои што разговарајќи со нив велат дека не сакаат да продолжат повеќе со оваа професија. Замисли до каде велат. Тоа е веќе екстремно. И тоа е веќе екстремно, а сигурно ќе биде тешко за една ваква професија, заради тоа што сме изложени на постојани патувања. Јас велам дека ние треба да бидеме и една од првите категории што треба да се вакцинираат. Токму поради тој факт, бидејќи сме ти знаеш како живеам јас. Сите уметници во авион живеам. Под наводници. И меѓутоа имам колеги кои што ги погоди оваа година седење дома и кои што се обидуваат да се свртат на други страни во животот. Ми е жал за некои од нив, тоа што се одлични уметници. Меѓутоа не само од мојата професија. Предпоставам и ти познаваш луѓе кои што уште не можат да се соземат од се во ова. Жал ми е кога не знам луѓе на 30 години
се толку исплашени, не излегуваат од дома. Се слушнав со еден пријател, мене ми е насмевката исчезната од март од лани, ми вели, на 30 години. Тие моменти се навистина Да, јас мислам лоши. дека ние ќе се соочуваме со сериозни последици откако ќе заврши условно речено пандемијата, со сериозни последици освен економски и психосоциолошки, така што ќе имаме во тој дел работа. Ти си тука, силен медиум си, силен лик си и таквите како треба да влијаат позитивно. Да, се обидуваме максимално, затоа сум им рекол на колегите петокот во студио 10 да ми го оставите, ќе си разговарам за уметност, за невладин сектор, еве за вино од Сабајле си правевме муабет. Значи, малку да ги опуштам луѓето пред викенд. Кога го спомена виното, бидејќи го сретнав мојот соговорник претходно, ми оставил една шише, обавезно. Му заблагодарувам и на Блаже обавезно. Му заблагодарувам на имењакот. На имењакот, да, па Благој Блаже така му доаѓа. И да знае Баже дека ова вино ќе оди во Италија. Нормално, за таму да се конзумира одговорно. Благој, немаме уште многу време за разговор. Зарем немаме. Не, имаме уште 10, ама тоа е за нас уште малку. Во однос на, да речеме, на културата и уметноста, секогаш кога имало пандемии, секогаш кога имало кризи, војни и слично, добро, уметноста била таа која што го спасувала човештвото. Ама овој пат уметноста е најпогодена во ситуацијата. Огнен, жалам што ќе ги спомнам политичарите, тоа дека го сватат сите во светот, сите политичари, дека тоа може да не спаси под наводници, не може да не спаси од гледна точка на вирусот, дека ќе не излечи. Меѓутоа, јасно е тоа што сакам да кажам, како да не ми е јасно. И меѓутоа, еве земи го, ќе го земам мојот пример, не сакам нескромно да слушам, да звучам, меѓутоа јас дојдов во ноември, во декември имав концерт и еве сега пак доаѓам и сите пораки што ги добивам од публиката, од сите што присуствувале на концертите се исти. Ни требаат вакви нешта. Ни требаат да излеземе од дома, да не го слушаме Огнена вести. Да, точно така е. Јас сосема се согласувам и јас не сакам да се слушам. А ти водиш вести и понатаму? Не, веќе не, среќа. Па добро, среќа. Значи, на луѓето им е потребно нешто убаво. Убаво сакам да кажам, уметноста е синоним за убавина, така што кога велам убаво, мислам на уметност генерално. Јас те прашувам, знаеш, во контекст, например, баш во средата, презедов еден ризик во контактната емисија во очи, велам сега ќе поставам тема за Блаже Конески. За поезија, дека ова е нели година на Блаже Конески, 2021, бидејќи е 100 годишнина од раѓањето негово. Да. И реков ќе поставам тема за Блаже Конески, баш да видам како луѓе што се навикнати само на дневно политички случувања економски, дали ќе има јавување. И искрено со режијата бевме малку ниваму нитаму во однос на тоа. Преуспешно помина емисијата. Тоа ми е особено мило. Со многу мали проценти на политизација, многу мали проценти, што се неизбежни во случајот, да, но генерално тоа беше се во однос на одржувањето, одлуката, УНЕСКО поврзување со тоа. Значи, едноставно, луѓето веќе имаат сериозна потреба да видат нешто друго, да видат уметност, да видат култура, да видат спорт, за да се излечат. Така е, значи, што повеќе... Ни спортски настани немате во Италија, ништо? Сега, тука, немаш ти фудбала да го трнаш на италијанците. Тоа не, затоа и прашувам. Тоа е првиот елемент кој што... се врати? Кој што се врати, нормално нема публика на стадионите или има некој си минимален процент, мислам, меѓутоа фудбалот си оди редовно. Знам кога се видов со Пандев пред известно време и ми вели Горан, не скапа, секое Сабајле ми прават тестирање, секое Сабајле. Да, веќе од тоа брцањето со брисевите. И меѓутоа теретаните, спортските центри, фитнес центрите се сите затворени за жал. И тоа е разлика од кај нас. Да. А кај нас за среќа отворено. Да, нема гајле, ние до 21 часот сме супер, ние сега само го чекаме денот кога ќе продолжат до подоцна. Кафеаните, например, не за
Секој со своето. Ма, Кој за теретаните, кој за Јас би рекол кафеаните. дека тука не е толку лошо и изгледа дека не е ни лошо менаџирана во моментов ситуацијата. Затоа што ова опаѓање на бројките не знам на што се должи. Толку Добро, навистина. и народот веќе си презеде една сериозна свесност и обврска Претпоставувам, во еден да. период. Навистина, ја свати веќе сериозноста со порастот на смртните случаи, тоа веќе беше аларм за сите. Да. Не знам дали да те прашувам, ама ќе те прашам, кои ти се плановите за годинава? Искрено не Види, знам како тоа на прашање. хартија имам доста настапи. Затоа не- Например, вчера одговорив на еден мејл за еден концерт на 25 март во Лугано во Швајцарија. Реков да. Кажувам да, ама нормално се е под знак прашалник, бидејќи и Швајцарија се затворени. Дали ќе се отвори до тогаш, не знам. На 18 сега требаше да имам концерт во Милано и тој е во стенд-бај. 18 ти е... Да, во задотре. четврток. Да. Да, и тој е во стенд-бај оставен. Најтрагичното е токму тоа, што не знаеме, немаме барем отприлика датуми кога ќе се отворат сите нешта, знаеш? И не можеш да си планираш. Мислам, јас имам понуди, имам на хартија, како што се вели, идни настани, меѓутоа сите се по знак прашалник, дали ќе се реализираат или не. Да, оти сите организираат, сите планираат, ама сите ставаат можеби. Да. Да, клаузула. Единствено што се случуваат настапи, се случуваат на лайв стриминг, дури и оперски представи, што добро, инцидентно може да се случува тако нешто, меѓутоа тоа не може да премине во пракса, да премине постојано. И јас снимив една представа за деца, ми ја понудија околу Нова година, Пепелашка опера, и реков да, сега ќе го направиме тоа, меѓутоа не го чувствуваш публиката пред себе. Мислам, пред камери може да зборуваме вака, ама настап пред камери ми е лайв, поготово ми е тотално нешто чудно, што на кое што не сум навикнат. Сепак потребна ти е публика која ти дава нешто повеќе. Те разбирам Те комплетно. инспирира во настапот. Јас тоа го разбирам во делот, например, во настаните на модерирање на водење, ако е празна салата, се чувствувам малку... Јас можам да го излечам чувството од студио, па да се ставам во функција на водител во студио, па некако и да се бидејќи си научен, да. Бидејќи сум научен сам со себе да си разговарам. Ама, да, колку и да звучи тоа од друга страна чудно. Но, кај вас енергијата од публиката, реакцијата, вака да ја видиш реакцијата во некој од публиката, тоа е сигурно нешто што недостасува. Токму така, таа енергија, кога си на сцената, како да ја чувствуваш енергијата од секој што е присутен таму. Тоа е едно чувство кое што не може да се опише и нормално не може да се направи пред камери. Добро, од колку часот утре концертот? Од 20 часот. 20? Да. Исто и преносот ќе се биде од 20 часот, значи Од прилика некои 2-13 композиции. Па да, не може, нели, поради мерките, И не смее да трае не смее предолго, да трае повеќе од 80 минути да. и не смее да има пауза. Да. За да не се мешаат луѓето. Токму така. И затоа ќе бидат околу 12 композиции, предпоставувам. Она што ќе ми фали е што после концертот нема да може да седнеме Да, ни коктел, ни ништо. негде да каснеме и Да. да се напиеме нешто. Добро. Да, бидејќи веќе ќе биде затворено се. Се ќе биде затворено, да, ќе заврши по 20 часот. Не ми текна првично, ама потоа кога ги пресметав времето и часот, да, навистина во тој дел. Нешто на кое што сме научени. Благо Немало и- концерт или настап. Да, не, тоа па се останува, се седи потоа докрај додека трае вечерта. Да. Благој, кажи ми, бидејќи знам дека доста од македонската поезија ја обработуваше и ќе ја обработуваш веројатно и понатаму, што е она што може би ти останало како поезија неизведена, а сакаш да ја изведеш, да речеме наскоро, или имаш во план нешто следно?
Во план имам, прашањето не ни е договорено, бидејќи не ни знаев дека ќе гостувам кај него, па се замислете дали прашање ќе имат. Немаше време. Со два италијански композитори, особено со едниот од нив, разговарав во последно време да направи композиции за мојот глас, меѓутоа на македонски текст, односно со македонски поезии. Сега, уште тоа го го концепираме како ќе изгледа, меѓутоа тоа ќе се случи. Сега во моментов не можам да кажам точно кои поезии ќе бидат избрани. Јас пред едно 7 години направив нешто слично, тогаш беа избрани композиции од Никола Маџиров, односно песни напишани од поетот Маџиров, а сега веројатно ќе бидат поразлични, како од нашите великани од минатото, така и нешто современо. Во право време поставено прашањето, гледате? Секој со својата телепатија. Благо ти благодарам многу за издвоеното време и за тоа што ни беше гост. Ти благодарам и на тебе. Почитувани гледачи, значи не заборавајте како солист на концертот настапува нашиот денешен гостин, тенорот со интернационална кариера Благој Нацовски, кој специјално за овој концерт дојде од Италија заедно со младата македонска вокалистка Светлана Јовановска. Настапува и хорот, а во рамки на концертот има и балетска точка во изведба на Калакаревски во кореографија на Саша Ефтимов. Концертот ќе го води маестра Дијана Имери Илковска, една од најнадежните македонски диригентки, која своето образование го стекнува на Факултетот за музичка уметност во класата на професорот Саша Николовски Ѓумар и магистрирала кај Боријан Цанев во 2018-та. Концертот на Денот на влюбените повеќе години се традиционална содржина на Филхармонијата. Утре од 20 часот на Facebook, тие што не купивме карти, иако баравме, но без разлика некако и се навикнавме. Ве поздравуваме со цветови од песната Цветови од Славко Јаневски, а во изведба на Благој Нацовски, и ви посакувам убав ден, останете со Телевизија 24, од мене пријатно.
Hrvatska.